Да е вечен низ бесконечноста Андреј. Андреј и Панчо постојано ме молеа да почнам да правам настапи затоа што велеа ДНК кога имале настапи, сите луѓе цело време ме барале, дури и со солзи и плачења. Споделува емотивно Врчак. Раде Врчаковски Врчак беше добар пријател со дуото ДНК, со кое во минатото соработуваа многу и имаа голем број заеднички песни и настапи, а сега откри дека токму тие биле виновниците што се вратил на македонската музичка сцена и дека токму со нив имал неколку настапи по долгогодишната музичка пауза. Откако за прв пат согласи по смртта на Андреј, сега повторно сподели емотивна објава за него и за тоа колку ДНК се значени за него. Неговата објава на Facebook за нив гласи: Јас и Андреј на мојот прв настап од 2025 година по долгогодишната музичка пауза. Да е вечен низ бесконечноста Андреј. Андреј и Панчо постојано ме молеа да почнам да правам настапи затоа што велеа ДНК кога имале настапи, сите луѓе цело време ме барале, дури и со солзи и плачење. Јас им велев да завршам со СЕЗА во Америка и може нешто да направиме. Не можев да го одбијам Владимир и настапив на неговиот роден ден лани со ДНК во Охрид, не можев да ги одбијам и за новогодишната прослава и не можев како другар да ги одбијам за затворање на станица 26 каде Панчо работел. Тоа беа моите последни настапи со Андреј. Во душата ми е Андреј, Андреј секогаш ке е жив во нас. При тоа Врчак објави и колаж од фотографии со Андреј. Јас и Андреј, Врчак и ДНК, мал спомено плов од минатите неколку години во чест на Андреј, напиша тој. Кристијано Роналдо, еден од најпознатите фудбалери на денешницата, одлучи да зачекори во светот на филмот. Во соработка со познатиот британски режисер Метју Вон, тој го основа независното филмско студио UR Marv, кое има за цел да ја револуционизира филмската индустрија. UR Marv е замислен како иновативна платформа која комбинира напредна технологија со традиционални начини на филмска продукција, пишува Variety. Фокусот ќе биде ставен на акционите филмови кои би можеле да го редефинираат жанрот. Првите два проекта на студиото се веќе завршени, додека третиот е во развој и сите се дел од истата серија. Ова е возбудлив период за мене, додека се префрлам во нови деловни потфати, рече Роналдо. Метју Вон се прослави со успешните филмови како Kick-Ass, Kingsman и X-Men First Class. Неговата работа има специфичен визуелен идентитет и брза нарација, што го прави идеален креативен партнер за Роналдо. Кристијано постигна нешто со своите настапи на теренот што ги надминува моите сценаристички вештини. Заедно создадовме филмови кои ќе ги инспирираат другите. Тој е вистински суперхерој, изјави Вон. UR Marv не е првиот чекор на Вон надвор од режијата, неговото студио Marv со години продуцира филмови и развива франшизи, вклучувајќи ги и престојните продолженија на Kingsman. Изложбата One of Us, еден од нас, на македонскиот уметник Иван Ивановски во периодот од 5 април до 5 мај е поставена и отворена за посета во меморијалната сала и изложбениот излог на Музеот за сликарство на школата Лингган при Академијата за фини уметности во Гуанџоу во Кина. Според концептот на изложбата Еден од нас, една фигура се издвојува од останатите. Фокусна точка аномалија. Се поставува прашањето: дали е ова еден од нас или еден од нив? Кој сме ние? Кој е тој? Кој сум јас? Само свеста води до диференцијација, процес на индивидуализација, изолација во адолесценцијата и реинтеграција во зрелоста. Еден од нас е интерпретација на вклучувањето и одвојувањето, постојаното редефинирање на себе во однос на другите, поставува прашања за идентитетот и припадноста. На 24-тиот Офест ќе се представат врвни артисти од 8 земји од светот во веројатно најсилната програма во последниве години. Звездата на филмот несомнено е грандициозната пејачка Марија Џоао. По Лисабон, Офест е првата европска концертна премиера на нејзиниот волшебен нов проект.
Покрај неа во програмата се присутни уште неколку големи звезди на така наречената музика на светот, па и нашиот Драган Даутовски. Листата на музичари на О-фест носи и неверојатно широка и богата лепеза на жанрови емоции, вистинско богатство на музичката разноликост. Годинашната селекција ќе ја збогати и онака раскошната историја на О-фест.